Инспекцијските служби се важен контролен механизам за правилно спроведување на секоја уредба, на секоја одлука, протокол и мерка, што ги преземаме за спречување на ширењето на коронавирусот. Денеска сме тука во клиничкиот центар на средба со инспекторите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Ми представува чест и задоволство да ги запознам дел од луѓето кои што работат во овој инспекторат, кои што овие 9 месеци постојано се на терен, имаат значаен придонес во спречувањето на ширењето на вирусот COVID-19. Овие инспектори спроведуваат контроли во здравствените установи, во градинките, во училиштата, во старечките домови, од аспект на почитување на здравствените протоколи, управувањето со медицинскиот отпад, санитарно-хигиенските услови во сите установи кои што ги контролира овој инспекторат, заштитна оправа во установите и други активности што ги спроведува. Од разговорот со инспекторатите бев информиран дека драстично се зголемува бројот, особено во последните денови, на издадени решенија на лица заразени или во изолација, на лица заразени од COVID-19 и лица кои биле во контакт со самите заболени. Повеќе од било кога е важно да ги почитуваме мерките и протоколите, да носиме маска, да држиме растојание и да нема групирање. Само така, заеднички, ќе ја надминеме оваа здравствена криза која притиска и врз целата економија. На тој начин ќе им помогнеме и на инспекторите, на здравствените лица, на полицијата, на армијата, на сите други чинители што се вклучени во оваа битка. А ние како влада и јас како вице-премиер, по чија надлежност е координацијата токму на инспекцијскиот совет, ќе направиме се што е во наша надлежност да помогнеме на инспекцијските служби за сите нивни потреби. Тука би сакал да потенцирам дека информацијата за кадровската екипираност во инспекторатите е веќе влезена во владина процедура. Евидентно е дека им е потребен значително поголем број на луѓе и ресурси и онаму каде што има потреба за следната година ќе се овозможи да има нови вработувања, се со цел да се обезбеди непречено функционирање на истите. Ги охрабрувам сите инспекцијски служби да продолжат со интензивните контроли, ја имаат поддршката на владата и нема да дозволиме заради поединци да биде загрозено јавното здравје. Нема толеранција кога е во прашање заштитата на здравјето на граѓаните. Секоја инспекцијска служба во рамки на своите надлежности има подеднакво значење и придонес во справувањето со COVID-19. Затоа, вакви средби ќе оствариме и со останатите инспекторати. Благодарам. Како прво, огромна благодарност за оваа утренска средба организирана од страна на вице-премиерот Николовски и благодарност до цела влада за поддршката која ни ја дава во изминатиот период. Инспекторите на Државниот здравствен и санитарен инспекторат од веќе 9 месеци наназад секојдневно се на терен со вршење на вонредни инспекцијски надзори по болници, во сите здравствени установи, школи, детски градинки, козметички салони, старачки домови. Секаде каде што треба сме присутни. Во изминатиот месец, од кога стапија во сила измените и дополнувањата на Законот за заштита на население од заразни болести, нашиот инспекторат издаде околу 40.000 решенија на лица позитивни на SARS-CoV-2 вирусот и лица контакти со позитивните. За илустрација, само во последните 4 дена доставени се 7.500 такви решенија. Ако ја споредиме оваа бројка со бројката од минатите месеци, ќе ни ја покаже сериозноста на цела ситуација. Исправени пред предизвикот можеби на столетието, инспекторите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат секојдневно се на терен и при регистрирање на било какво отстапување од протоколите и од законите кои ги инспекторираме, веднаш поведуваат постапка секако во рамките на нашите законски можности. За илустрација, последниот надзор во клиничка болница Штип го завршивме за 48 часа. Исходот понатаму е иницирање на вонреден стручен надзор за да се потврди или отфрли евентуална грешка во здравствениот систем. Надзорот во клиничка болница Битола го завршивме за 24 часа со епилог издавање решение по кое
директорката мора да постапи веднаш. Мој апел до сите нас е, инспекторите ќе останат на терен, будно ќе мониторираат било какво отстапување од протоколите и од законските норми кои се пропишани. Борбата е заедничка. Непријателот е невидлив, меѓутоа е тука меѓу нас. Почитувајќи ги протоколите и законите, подигајќи ја колективната свест, прво се заштитуваме себе си, овозможуваме на здравствениот систем да истрае пред ова огромна битка и секако на крај регистрирајќи победа над овој вирус.